Во денешното кратко видео ќе зборуваме за влијанието на цртаните врз детската психа. Цртаните имаат голема психолошка моќ да ги воспитуваат децата во правилен или неправилен правец, во еден конструктивен и морален чекор или деструктивен и мотивационен чекор да прават слични активности како ликовите кои што ги гледаат на телевизија. Современата анимација е многу разновидна, но постојат цртани кои се критикувани поради прекумерно насилство, непотребна грубост или недостаток на значајна морална поента во нив. Овие содржини може да влијаат многу негативно на младите, особено ако се изложени на нив предолго време. Во минатото ние бевме растени од едни многу поинакви цртани, каде што беа поретки, беа подлабоки, беа подолги и има некоја длабока содржина во себе која што пренесуваше прекрасна порака на младите гледачи, односно нас во тоа време. А во денешните цртани ги има на секој чекор, ги има на многу канали, на YouTube, значи ги има на социјалните мрежи, каде што децата имаат многу голем пристап до секакви содржини кои што немаат никаква поента и суштина во нив и најчесто се во себе имаат насилство. Примери на современи цртани на насилство и слаба поента се, например, цртанот Happy Tree Friends. Не знам колку на Балканот се знае овој пример на цртан, меѓутоа имав од причина што тука можам да дадам најубава символика на кој начин преку цртаните се испраќа една лоша порака. Значи, во описот на овој цртан на прв поглед изгледа како една сладка и пријатна анимација со животни, но содржината е полна со графичко насилство и некои гротескни сцени. Оно што е интересно е што постои целосен недостаток во целата таа приказна, бидејќи нема никаква морална компонента. Значи има само кршење, мавање, некои шок сцени, иритирање, хумор, некој лош, циничен и така натаму. И на овој начин влијаат на децата многу деструктивно. Значи нема некој процес на музика, на хармонија, на емоција, на предизвик кој што детето ќе го натера да гледа нешто кое што на крајот ќе има некаков позитивен исход, туку напротив ја намалува чувствителноста кај децата за емпатија, за позитивни емоции со другите гарчиња и ги учи на насилство, на некои површни акции кои што прават, предизвикуваат негативни емоции кај другите дечиња. Еве, например, во цртанот на 1001 Далматинец имаме една многу интересна символична приказна, каде што се прави јасна морална, се испраќа јасна морална порака за суштината на некои квалитети во општеството кои што децата треба да ги научат низ цртан. Например, како еден би го ставила борбата помеѓу доброто и злото. Овој цртан е типична приказна за тоа како во рамките на еден обичен живот може да постои добро и зло. Затоа што во самиот филм негативниот лик, односно антагонист, е Круела де Вил, каде што таа го прикажува негативниот аспект на карактерните слабости на луѓето и злото кое што постои во општеството, кое што сака да напакости на другите луѓе. Од друга страна ги прикажува една прекрасна фамилија исполнета со љубов, целосна хармонија помеѓу односите и помеѓу луѓето кон животните. Во овој случај луѓето се прикажани со многу голема емпатија и заштита према животните и се испраќа чиста порака на децата какви се карактеристиките на злото и какви се карактеристиките на доброто. Во овој случај кај оваа фамилија и кај кучињата кои што се прикажани во филмот се испраќа порака на љубов, храброст и патија и помош и заедништво, нели, каде што кученцата потоа од целиот град ќе помогнат да се најдат украдените 15 далматинчиња. Од друга страна, во самиот филм, во позадина тече класична и симфониска музика. Самата музика е инспирирана од класичните стилови, од оркестар, од симфонија, која што праќа една многу предизвикувачка емоција кај детето, а истовремено самата музика е синхронизирана со настаните, што создава една интензивна поврзаност со самите настани што се случуваат во цртанот, каде што, например, во 1001 Далматинец има многу сцени кои што се предизвик, бидејќи се бараат 15 кученца кои што се украдени, што значи целата таа приказна создава некоја суштина која што детето го привлекува да остане во таа позиција и да го изгледа
самиот цртан, но и да ја прими пораката која што треба да ја прими. Како што можеме да видиме, Дизни во овој период цртанот инаку е направен во 1961 година, каде што се било многу поедноставно и поубаво и на некој начин со тоа што користи едноставни техники дава еден попријатен и топол приказ за гледачот. Како што можеме да видиме е многу поедноставен, за разлика од оние цртани кои што доаѓаат подоцна како тоа сепак го задржува квалитетот и убавината на целиот цртан. И најважното нешто кое што се испраќа како порака преку овој цртан се моралните вредности на храброст, пријателство, солидарност, помош, љубов, срдечност, добрина. Од друга страна, како што ги кажавме, оние негативни теми на зло, на кражба, на покостување на другиот, и што представува склоп на драма, емоција, авантура, предизвик, кој што создава кај детето идеал да направи разлика помеѓу добро и зло, да направи разлика помеѓу она што го гледа дома, што го восприема во рамките на домот, но и каков е светот надворот од неговиот дом. Еве, например, тука го имаме цртанот Рик енд Морти, кој што е американски цртан. Јас не сум упатена многу во истиот, меѓутоа како што можев да читам некои детали за истиот, има задина се прикажуваат сцени, како оваа прва што ја гледаме тука, на некои невкусни акции кои што го тераат детето да воспитува во себе вредности на неморал, на површност, на компетенција, на непријателство и слично. Од друга страна го имаме 1001 Далматинец, каде што се прикажува една јасна поделба помеѓу добро и зло, помеѓу она што е позитивно и она што е негативно, и вредности како сочувство, солидарност, емпатија, и од друга страна себичност, алчност, индивидуализам и агресивност и покостување на другиот, што предизвикува да создава една психологија која што детето ќе може да направи една јасна морална поделба во својата личност помеѓу доброто и злото. Од друга страна е тоа што децата се идентификуваат со хероите. Во овој случај, децата со далматинците се идентификуваат како тоа што тие се борат со злото, ја доживуваат како своја борба и сите сакаме далматинците на крајот да се најдат, да ги најдат своите дечиња, така што гледачот автоматски создава во себе порив да биде на страната на доброто, а не да биде на страната на злото. Затоа секој кога гледа цртан или филм што и да е, кога има некој ваков предизвик каде што лошиот е антагонистот прави одредена сцена, сакаме ние на некој начин доброто на крај да победи. И на овој начин децата создаваат воспитание и во практичниот живот да го применат таа борба да застанат на страната на доброто, во овој случај во реалниот живот на страната на тоа да не бидат материјални, алчни, себични, да кои ќе бидат неправда и слично да застанат на страната на правото. И најинтересниот дел е тоа што цртаните прикажуваат дека злото изгледа навистина моќно и непобедливо, меѓутоа, колку и да е моќно, на крај сепак бива победено од доброто. Што значи испраќа порака на една духовна свест која што создава самосвест кај детето дека без разлика на тоа колку злото да доминира во општеството, во меѓучовечките односи во животот, сепак со помош на Бога лошото бива победено од страна на добрите луѓе. И создава уште една морална компонента и духовна јачина во себе, дека борбата на крај ќе се исплати. Целта на ова видео беше да направиме една јасен приказ на тоа како злото доминира дури и во рамките на телевизијата, во рамките на цртаните, кои што денеска децата ги гледаат. Многу од родителите не се свесни за овие нешта и наведом мислат дека живееме во таква ера и дека тоа е се нормализирано и дека такво време е дојдено, меѓутоа ова видео има јасна порака дека всушност се работи за позадина која што луѓето кои што ги прават тие цртани имаат намера да пратат сатанистичка порака и поделба кај децата да можат да
ги применуваат оние активности кои што ги гледаат во самите современи цртани, анимации, и на некој начин така да се воспитуваат. Злото доминира во овој свет и најмногу доминира помеѓу луѓето, бидејќи луѓето несвесно влегуваат во истото и само заради пари, само заради слава, само заради удобност, само заради преживување прават ваков вид на цртани кои што не се добри и за детето и за воспитанието во општеството, меѓутоа тие и како денеска почнуваат да доминираат. Што значи човекот треба да се освести дека треба да внимава што пушта пред детето, какви вредности му дава и да се освести дека она што е вистинска вредност секогаш ќе носи една топлина, мир, хармонија, дали преку музика, дали преку сцена, дали преку слика, а за разлика од она што е дел од зло, секогаш ќе испраќа порака на деструктивност и поделба. Делете го ова видео доколку сметате дека некому ќе помогне.